Добро вечер, почитувани гледачи. На крајот од Централниот дневник во сабота, како што знаете, вообичаено одвојуваме и минути за вестите од културата. Во Кавадаречкиот театар во тек се подготовките за представата Тестостерон. По текст на полскиот автор Анджеј Сарамонович, а во режија на Јордан Витанов, на кого ова му е четврт проект со Кавадаречкиот театарски ансамбл. Премиерата се очекува да биде во следниот месец. Деталите од нашата дописничка Каролина Дурло. Театарската сезона во новата 2026 година Кавадаречкиот театар ја отвора со подготовките за представата Тестостерон, по текст од полскиот автор Анджеј Сарамонович, а во режија на Јордан Витанов, на кого ова му е четврт проект со Кавадаречкиот театарски ансамбл. Пробите веќе се во тек, а премиерата се очекува да биде кон крајот на наредниот месец. Тестостерон е машка представа во која играат 7 актери, без ниту една актерка. Се работи една одлично напишана комедија од еден полски автор. Авторот се вика Анджеј Сарамонович. Пред 25-30 години напишана, произведена во Варшава, во еден театар. Мислиш дека уште е на репертоар во истиот театар. Најпосетената представа воопшто во целата полска историја на театарот. Поставена скоро во сите европски земји надвор од Европа, во многу театри, во помали и поголеми. Значи една представа која има долг живот по сите светски сцени. Се надевам дека така ќе биде и овде во Кавадарци, дека публиката ќе има можност барем 2 сезони да ја гледа оваа представа, додека не се засити, што се вика, од незиниот хумор, незината убавина, духовитост и така. Содржината на представата е сконцентрирана околу еден тест кој го третира мачоизмот, машките митови и суети и изобилува со невиден хумор, кој особено ќе го заинтригира женскиот дел од публиката, велат актерите. Текстот е пишен феноменално, мислам, авторот направил ремек дело. Мислам дека ќе имаме многу убава представа по самиот текст со добра подела. Мислам дека имаме добитна комбинација. Во 2026 година ќе следат уште неколку нови представи, детски и за возрастни, вели директорот на Домот на културата, во чиј склоп работи и театарот. Веќе во април и мај треба да се случи една детска представа. Во месеците понатаму дополнително ќе известуваме публиката за следни представи. Покрај представите на кај нас на матична сцена се предвидени конкретно и оваа представа да се гостува во неколку театри низ Македонија, можеби и странство. Инаку, 2025 година Кавадаречкиот театар ја заврши со преку 2000 луѓе театарска публика. Во музеј галерија Кавадарци беше отворена етнолошка изложба Джоломари на авторот виш кустос етнолог Томе Крстевски. Изложбата се состои од 42 фотографии, джоломарски реквизити и проекција на краток документарен филм за джоломарите од село Ресава, чиј автор е Тони Коцев. Изложбата ќе трае до 21 јануари, а дел од изложените фотографии ќе бидат подарени на джоломарската група од село Ресава по повод отворањето на етнолошка соба во селото посветена на джоломарите. Диско вечер во полн сјај во Македонската опера и балет. Заедно со Националниот джез оркестар, традиционалниот концерт по повод празникот Василица донесе вистинска празнична енергија, исполнета со легендарни хитови од 70-тите и 80-тите години на минатиот век, представени во моќни симфониски аранжмани. Публиката уживаше во ритам, носталгија и одлична атмосфера, што ја исполни салата до последната нота. Диско вечер е насловено оваа година со гости од странство. Имаме гости од Данска, Англија и Германија и од кај нас нашата македонка Ана Петановска. Гостите се Джудит Бенуа од Велика Британија, Даниел Ситрит од Данска, Клара Лукас од Германија, Мартин Лин од Данска и секако нашата Ана Петановска. Оваа година соработката е помеѓу Националниот джез оркестар и Националната македонска опера и балет
Како фузија една направивме тоа да изгледа така величенствено со едни класични аранжмани, симфониски, а сепак да ја пренесеме пораката, она универзална порака на диско музиката од втората половина на 20 век, кое што е нели еден оптимизам, една разиграност и едно расположение и така да ја започнеме новата сезоната 26. Со кампањата Дали ќе не посетиш годинава, Националната установа Стоби сака да ги поттикне домашните туристи да го посетат истоимениот археолошки локалитет. Кампањата следува по податоците за посетеност во изминатата година, кои покажуваат значителна несразмерност меѓу бројот на странски и домашни посетители. Минатата година локалитетот го посетиле речиси 12.000 странски туристи, наспроти само 1.700 домашни посетители. Вкупно имало 18.667 посети, што е на ниво од предходните години. Од вкупниот број посетители 4.970 биле деца, при што најбројни меѓу домашните посетители се учениците од основно и средно образование. Повеќето податоци од статистиката не радуваат. Единствено што малку не изненади е бројот на домашни посетители. Сакаме Стоби да биде место каде секој посетител ќе доживее нешто посебно. Затоа ги очекуваме вашите коментари и сугестии за тоа како можеме да го направиме искуството уште поинтересно и позабавно, соопштија од Националната установа Стоби. Од установата додаваат дека археолошкиот локалитет Стоби е прв на Балканот кој нуди искуство со виртуелна реалност и дигитален аудио водич. По завршувањето на реконструкцијата и конзервацијата на античкиот театар, од годинава тој повторно е отворен за публика и може да биде домаќин на театарски представи и концерти. Рекордна година била 2018-та, кога Стоби имал околу 22.000 посетители. Тоа беше се што ви подготвивме за денешното издание на Вестите од културата. Ви благодарам што не следевте со внимание. Повторно се гледаме во утрешното издание во Вестите од културата.